Други технички детали, имам само уште едно да додадам, а тоа е дека за да искористиме максимум од придонесот и од времето, ќе имаме дискусија со најавување на ливчиња, секој од вас има. Пред себе ги има исто на 3 јазици, на колку 3 јазици за кои исто така е обезбеден превод денеска, односно е обезбеден превод за албански и за англиски. Сега да преминеме на програмата. Најпрво ќе имаме прилика нашата колешка Емина Нурединевска, која е практично цело време во процесот додека се прават стратегиите и минатата и оваа, и сега е членка на работната група, да не подсети на наодите и препораките од евалуацијата и практично да направи врската со сегашната верзија на стратегијата. Ке го имаме нашиот колега Даниел Шербан, кој е раководител на тимот за техничка помош на одделението за соработка со невладини организации при Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија, инаку проект финансиран од Европската унија. Мојата колешка Неда Коруновска од Реактор Истражување во акција ќе ги посочи разликите во текстовите и ќе се задржи на нивното значење на она што всушност без што всушност следната, односно оваа стратегија која сега се прави не би можела да оди понатаму. Ги повикавме суадмисини и судија Маргарита Цаца Николовска да уште еднаш не подсетат на кои се тие закони, законски решенија кои се во тек или кои се во подготовка, без кои исто оваа стратегија сметаме дека не би можела да остане без нив. Мојот колега Зоран Цали од фондацијата ќе се осврне на оној дел кој го регулира финансиското и деловното работење на невладините организации, а за европската димензија на стратегијата, односно за присуството или отсуството, ако сакате, на ЕУ заложбите на владата и очекувањата на граѓаните за интеграција и за регионалната соработка, нашите колешки Лидија Димова и Тања Хафнер Адеми. Јас сега најпрво би ја поканила на Емина да ни ги покажа своите наоди со двете капи што ги има, трите капи што ги има. Повели Емина, значи има предвид дека 7 минути оптимум, а 10 е максимумот. Благодарам. Може и презентацијата. Да. Благодарам, Славица, и благодарам за поканата и за можноста да се презентира прогресот на првата стратегија за соработка на владата со граѓанскиот сектор. Особено е важно што новата стратегија, односно новиот предлог на стратегијата која што произлезе од работната група, токму почива на наодите, односно препораките предвидени во извештајот кој што беше направен во декември 2010 година во рамките на проект поддржан од Европската унија. За подсетување, првата стратегија беше подготвувана во периодот март-декември 2006 година, а беше усвоена во јануари 2007 година со период на трајање од 5 години, значи 2007 до крај на 2011 година. Таа стратегија имаше 7 стратешки цели кои што се наведени на слайдот, значи тоа бе надградување на правната рамка, учество на граѓанскиот сектор во креирање на политиките, меѓуинституционалната соработка, потоа меѓусекторската соработка, вклучување на граѓанскиот сектор во процесите на интеграција на Европската унија, создавање услови за финансиска одржливост на граѓанскиот сектор и последната цел беше постојан развој на граѓанскиот сектор со фокус на развој на граѓанскиот сектор во руралните и помалите средини, односно надвор од Скопје.
Во интерес на времето веднаш би преминала на клучните заклучоци од самиот документ. Значи, реализирањето на активностите беше различно. Одредени активности имаа значителен прогрес или целосно беа реализирани, во дел од нив имаше одреден напредок, меѓутоа имаше и активности кои што беа непроменети, односно остана ситуацијата во одредени области остана таква каква што беше и на почетокот пред да се донесе стратегијата. Како клучни постигнувања кои што беа идентификувани во извештајот, односно во процесот на подготовка на извештајот, беше новиот закон за здружение и фондации, кој меѓу другото представуваше нели и основа за измени на други, односно подобрување на другите цели од самата стратегија, односно на целта 6, која што се однесуваше на финансиската одржливост на граѓанскиот сектор. Пота важна новина беше законот за волонтерство со сите подзаконски акти кои што беа донесени, вклучително и стратегијата за развој и промоција на волонтерството. Следното клучно достигнување и во областа на креирање политики, може предходниот слайд, Славица, да. Во креирање политики, односно вклучување на граѓанскиот сектор во процесот на подготовка на закони, иако не системски, сепак имаше во одредени ситуации каде што заклучните закони за граѓанските организации беа консултирани и вклучени во работните групи и тела. Потоа направени се измени на деловникот за работа на влада, кои што ја даваат основата за воспоставување на методологијата за проценка на влијанието на регулативата, односно воведен е задолжителен процес на консултирање со граѓанскиот сектор и граѓаните, поставување на веб страна на предлог законите и така натаму. И исто така кодексот за добри практики за финансиска поддршка на здружение и фондациите може да се смета како напредок, иако нели понатака ќе констатираме дека во делот на финансиска одржливост всушност тоа е единствениот чекор, единственото поместување напред, меѓутоа со новата стратегија се надевам дека ќе има измени и прогреси и во тој дел. Цели кои што 2 слайда после ако може, да. Може? Да, уште е тука. Цели во кои што не е постигнат напредок беа, значи, прво, дека нема централно воспоставен систем, односно механизам за вклучување на граѓанските организации во процесите на креирање политики, особено во подготовка на буџетот, иако има спорадични примери кои што претходно ги спомнавме или одредени министерства практикуваат вклучување. Потоа, освен кодексот, како што веќе кажав, нема подобрување, особено во законските прописи, меѓутоа и во вкупниот износ на финансиски средства кои што би ги одвојувала државата за поддршка на граѓанските организации, и секако третото, дека не се преземени посебни мерки за развој на граѓанскиот сектор во руралните средини. Претходно, нема проблем. Надвор од овие достигнувања и области со помал успех или воопшто нереализирани активности, дел од заклучоците се однесуваат и на самата институционална рамка, односно на односите внатре во владата и министерствата и колку тие односи понатака се рефлектираат или влијаат на развојот на граѓанскиот сектор. Делот некои министерства ги имаат усогласено своите програми со стратегијата, како што е Министерството труд и социјална политика или Агенцијата за млади и спорт, меѓутоа останатите не водат толку сметка за тоа што е напишано во стратегијата и дали ги адаптираат своите програми и буџети пред се за своите активности поврзани со граѓанскиот сектор. Понатака евидентирано е дека хиерархиската поставеност на оделението за соработка со невладини организации не дозволува доволна флексибилност и авторитет на самото оделение за да може понатака успешно да влијае и да соработува со граѓанскиот сектор и да влијае на другите органи на државната управа да се спроведуваат, ако ништо друго, барем мерките кои што се предвидени во стратегијата. Исто така и системот за информирање и консултирање за спроведување на активностите од стратегијата не функционира доволно добро, пред се поради честите измени на одговорните лица во Министерството за соработка со невладини организации. Значи, за спроведување на стратегијата
постои мрежа на државни службеници кои што во секој министерство има именувано службеник кои што треба да водат сметка за координирано спроведување на активностите, меѓутоа тоа не функционира доволно добро. Може понатака следниот слайд. Исто така евидентирано дека активностите кои што се спроведени, ве кои што има напредок, се спроведени со финансиска поддршка од надвор, односно со донации пред од Европската унија и од ОПСЕ, а не со средства кои што се издвоени директно од владата. Одделението нема свој програмски буџет за да може да ги спроведува активностите, значи ова се поврзани работи кои што не дозволуваат целосно спроведување на мерките од стратегијата. И отсуствува редовно и системско следење на развојот на граѓанскиот сектор, односно она што во соседството го има, например, како што е во Хрватска, во Црна Гора, Совет или некое друго тело кое што ќе води сметка за граѓанскиот сектор, кој што ќе ги разговара приоритетите и потребите на граѓанскиот сектор. Врз основа на овие заклучоци беа дадени одредени препораки, значи прво самата стратегија новата стратегија да биде подготвена на партиципативен начин во текот на 2011 година, што и се случуваше. Потоа да се преземат дополнителни напори за реализација на незавршените активности. Од претходно им се препорача на министерствата и билатерални средби со цел да се таму каде што се поуспешни да има состаноци средби со министерствата каде што има потреба од дополнителни напори за спроведување на активностите. Меѓутоа на тоа нема оценка какви се понатака резултатите. Промоција на клучните достигнувања, значи поради поттик на останатите министерства. Реализирање на активностите кои имаат последователен ефект, односно важно беше донесувањето на ЗЗФ и подзаконските акти пред се доцни многу со Комисијата за организација од јавен интерес и така натаму. Предложена беше измена и на Законот за донација и спонзорство од јавните дејности, што веќе е предвидено во новата стратегија. Натака системско решение за вклучување на граѓаните во креирање на политики е потребно. Донесен е кодекс 2011 година, меѓутоа не целосно ги одразува потребите за вклучување. Кодексот за финансирање се предлага да биде задолжителен документ, односно да биде упатство или правилник, и во овој дел во однос на финансирањето се предлага одредени измени во однос на одредени закони, како што е Законот за игри на среќа и забавни игри, потоа примена на членот 49 од Законот за здружение и фондации и така натаму. И развојот на граѓанското општество во руралните средини воопшто на локално ниво да биде развиен. На крај повторно се предлозите за самото одделение институционалната рамка, односно подигање на нивото на одделението во хиерархијата на генералниот секретаријат, и тоа на ниво на најмалку на сектора, повеќе како посебна агенција. Поголема отвореност на одделението и за организациите надвор од Скопје, подобрување на системот на информирање и секако на крај, уште неколку секунди остана, би го спомнала, значи само потребата од формирање на Совет за развој на граѓанско општество, кој што исто така беше предвиден во првичната верзија, меѓутоа во верзијата која што видовме минатата недела го нема ова тело, или барем се бара дополнителни анализи за негово воспоставување. 10 минути. Да, благодараме, Мина. Значи, ние кои сме вклучени во процесот на поддршка на подготвувањето на стратегијата, малку бевме изненадени кога на 27-ми бевме повикани на јавна расправа во парламентот, организирана од Националниот совет за европски интеграции, и таму беше пласирана верзија на стратегијата на која недостасува според нас многу битни елементи, иако вака на бројни се тоа преголем број на корекции. Едната од промените која ќе почна да се читаат документите е всушност дека она што биле заклучоци од предходната стратегија, од предходниот процес, што биле препораки на евалуацијата, во сегашниот текст на стратегијата, едноставно бидејќи биле би рекла критични, или може би се видело сето тоа прекомплицирано, или нема финансиски средства за реализација, тоа беше исклучено. Иако во целиот овој процес оваа година ние, како што ќе спомнат и другите колеги,
има некои работи кои постојано ги препорачувавме, практично и оваа средба е во таа смисла да се подготват препораки кои ќе бидат глас аргументиран на граѓанското општество од Македонија за тоа како треба да се регулираат односите и што се треба да содржи стратегијата, за да имаме предвид и она што се приоритети на владата, меѓутоа исто така да имаме предвид и капацитетноста, улогата и задачата на граѓанското општество во овие процеси, поготово во следниве 5-6 години. Јас сега ќе го поканам колегата Шерван да ни накусо каже за процесот кој го организираше неговиот тим и исто така да се осврне на што е она што се следни чекори предвидени. Повели Даниел, неговата презентација е на англиски јазик. Thank you, Slavica. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to address such a distinguished audience. I'm the team leader of the project funded by European Union. The project assists the Unit for Cooperation with the civil society organization within the General Secretariat of the Republic of Macedonia. We have two project components. The first one is meant to assist the unit with development of the strategy, the current strategy for cooperation with civil society, and the second component is assisting the unit with the grant scheme implementation, also to support the civil society development in Macedonia. I've been asked by Slavica to make a presentation regarding the process of development and next steps until hopefully the strategy will be adopted by the government. I'll try to be very, very brief. The process started in September 2011 with the announcement on the website of the Unit for Cooperation with the Civil Society that the representative of the civil society are welcome to become member of the support group, a support group which is meant to mix opinions from both the government representative and the civil society. On the 27th of September, an informative event was organized by the unit with our support in the U-Info Center, where we announced the whole process and we invited again the civil society to contribute to the development of the strategy. The working group has been created. 7 representatives from the civil society became member of the working group, the support group. 3 meetings were organized October, November, and December on various stages of the development of the strategy. First, the working group discussed about the assessment of the implementation of the strategy that ended in 2011, and also the content and the structure of the updated strategy. Meantime, was a month for online comments and debate between the working group members. So in November, 7th of November, we met again in the EU premises, where we discussed this time the draft concept and also welcomed the comments from the civil society as well as from the representatives of the government. At that time, after that meeting, the concept of the strategy has been uploaded on the unit website and comments were invited. The next meeting of the working group was organized on the 22nd of December. This time we discussed the first draft of the strategy. It was a consolidated document. And again, representatives from both government and civil society had a chance to express opinions and to polish, to make changes, and so on and so forth. Online consultation continued.
In December 2012, according to our plan, we organized 5 debates with the civil society across the country in Struga, Gostivar, Štip, Skopje and Prilep, where a significant number of civil society organizations from across the country had a chance to make comments, remarks, in order to improve the document that obviously they were considered. Again, the next version was uploaded on the unit website. What is very important to mention is in early February, we discussed with the Minister of Finance, due to the highly significant importance of the approval and support of the civil society at that time, the representative of the Minister of Finance assured us that we have full cooperation and they are willing to support the strategy implementation. Approval and consequent implementation. On the 23rd of February, the project had a steering committee meeting. As you all know, each technical assistance project funded by European Union has this management structure composed by representatives of the beneficiaries and contracting authority, in our particular case, European Union delegation, where we discussed about various management issues, progress of the activities plan, but on this particular case we also discussed largely about the draft strategy for cooperation. At that time it was initiated a dialogue between the steering committee members, and the strategy consequently was not approved. It was resent for more work to encourage more comments from the members of the steering committee, which is actually the status right now. This is a live document, work is in progress. It's true that at that time the updated version also on the unit was uploaded on the unit website. These were steps taken by the unit with our assistance. Aside, which obviously contributed to the increased debate over the text body of the strategy, which again, it's a live document, it's work in progress, it hasn't been finished yet, was the meeting in the National Council for European Union Integration. So these two events overlap a little bit, the work in progress, the version that has been continuously changed, and the meeting in the Parliament National Council for European Union Integration. A few minutes, if you allow me, to present what are the next steps. More consultation is required with the civil society representative of the ministries in order to make sure that each relevant ministry has an official opinion represented by the official representatives of each relevant ministry. So we are going to have bilateral meetings with them, including and emphasizing the role of the Minister of Finance. The last working group meeting, it's also planned, a working group meeting where the representatives of the government and civil society will have another chance to express their point of view, where the representative of the civil society, large number, will be invited again to get acquainted and make comments, remarks on at that moment, that version of the draft strategy. And hopefully in April the document, once would be largely consulted and all involved parties agreed, will be sent to government for approval. The end event would be a promotional event where the approved version of the strategy will be announced officially, be distributed, we make copies, will be a promo event. I try to keep it in short for purpose. Welcome your questions, remarks, if any. Thank you. Thank you, Daniel, for being just on time with the optimum. Ние ја почитуваме многу можноста. Јас верувам дека зборувам од името на граѓанското општество во моментов. Ја почитуваме можноста да бидеме дел од овој процес и секој наш напор во оваа смисла да се навратиме на документите, да размислиме,
за решенијата, да предложиме нови решенија, всушност го гледаме како конструктивен придонес во овој процес и верувам дека ќе останеме будни и активни до крајот, додека се донеси, да бидеме сигурни дека се она што е важно нашло свое место во политиките кои ја прават рамката за следниот период. Јас сега ќе замолам мојата колешка Неда Коруновска, исто во рамката на 10 минути максимум, со 7 како оптимум, да ни даде концентрирана, би рекла, верзија на она што се измените во двата документи. Се надевам ќе ги даде аргументите на нашата возбуда за промените. Повели, Неда. Се надевам, Цаци, дека нема да те разочарам. Некако секој говорник го скратуваше време траењето, па сега и јас навистина ќе се обидам во рок од 7 минути да ги презентирам. Не толку разликите во текстовите, бидејќи сепак и како што Даниел истакна се работи за документ кој што е во процес на усвојување и е работен документ кој што се менува и јас некако професионална деформација имам работејќи во областа на слободен пристап до информација од јавен карактер. Документите во изработка во принцип се исклучок, баш поради тоа да не бидат погрешно сватени, бидејќи никогаш има вакви празни удови и слично. Меѓутоа, повеќе сакам да се фокусирам на тоа што ние можеме да научиме од сето ова и како секторот да се постави, за да може да ги да ја убеди владата да ги врати оние работи кои што сметаме дека се суштински, а кои што беа избришани, да речеме, во таа една работна верзија од 27 февруари. Пред да продолжам, јас само сакам да кажам дека имав исклучително позитивно искуство или имав среќа да бидам една од првите дебатери во Република Македонија на програма на Фондацијата Институт Отворено општество Македонија, кога се формираше, кога бев јас средна школка. И тогаш за прв пат научив колку е лесно да се креираат аргументи и за позиции за кои што вие немате став, односно имате спротиставен став. И тоа мислам дека за прв пат ме научи критички да размислувам за другите мислења и другите позиции. Не сакам сега тука да ја бранам владата, меѓутоа ако сака некој да брани, може лесно да каже дека тоа е сепак низин документ, дека може во неа да напише што сака, бидејќи сепак тоа е документ кој што она се обврзува, дека има капацитети во динамиката која што ја има. Меѓутоа не ми е таа целта. Целта ми е да видиме што ние од овој момент можеме да научиме. Прво е за каде има помалку политичка волја или нема доволно свест за владата дека постои потреба тоа да се направи. И второ е дали ние можноста што сега сепак било вратено од стиринг комити, како што ни кажа Даниел, и ќе се унапредува, можеме ние да го искористиме за да ги внесеме некои работи со кои што не бевме задоволни ни во претходната верзија од 15-ти, за кои што секторот на таа работна група и во поддршка гласно се залагаше и беше подкрепено од низа иницијативи и слични работи. Значи, што сакам да кажам? Според мене добро е што целите не се да речеме избришани. И потоа е чудно како вие ги оставате целите, кога мерките потоа толку ги видоизменувате што всушност не контрибуираат, односно нема со нивна имплементација да се постигнат целите. Затоа мислам дека има 3 клучни измени кои што беа направени, без кои што, не затоа што е полоша верзијата или затоа што е избришено, меѓутоа без кои што, ако не се вратат, едноставно не може да се имплементираат целите на стратегијата и не можеме ние да имаме стратегија која што навистина ќе одговори на потребите на граѓанското општество. Кои се тие 3 клучни измени? Прво е таа институционална поставеност, односно силни механизми кои што ќе му овозможат на граѓанскиот сектор навистина да комуницира со владата, кои што ќе овозможат соодветен проток на информациите и ќе овозможат навистина грижа, што рековте, за состојбите во секторот. И тоа е истакнато во 2 работи. Во, да речам, намалувањето на можноста за прераснувањето на делението во сектор и второ со избришување на формирањето на советот. И тоа се многу големи промени, кои што се од суштинско значење, кои што сметам дека се минимум, кои што секторот треба да ги бара
од владата да бидат инкорпорирани во новата стратегија. Се со цел тие цели кои што ги задала владата да бидат имплементирани. И тоа е едното. Второто е одржливоста на граѓанскиот сектор и тука пак две клучни работи се да речам изменети или не се силно изјавени. Првото е дистрибуирањето на државните средства, начинот на нивно дистрибуирање и второ е фондот за поддршка на кофинансирањето на средствата, особено во интерес на европските интеграции, средствата кои што би се повлекували и треба да се повлекуваат од таму. И третата клучна работа е учеството на граѓанските организации во целиот процес на креирање политики, значи зајакнување на позицијата на граѓанскиот сектор, не само во наметнување на темите, туку и во креирањето на политиките, нивната имплементација и евалуација. Значи, тие три работи се според мене клучни, кои што сметам дека треба повторно од оваа работна средба да произлезат како заклучоци на граѓанските организации, барање тие да се инкорпорираат во новата верзија на стратегијата за соработка на владата. Зошто тоа го сметам? Бидејќи простото само, да речам, менување на некои зборови од воспоставување на совет до разгледување на можноста тоа да се воспостави и така натаму, едноставно наметнува и некои непотребни мерки на владата кои што се дуплираат со веќе спроведени активности. Не знам, измени на законот за игри на среќа смената во анализа на законот за игри на среќа. Значи, таква анализа веќе постои, дури предлог закон постои, значи, кога е ставена како мерка, таа владата утре ќе треба да ја и финансиски поддржи за некој да ја спроведе. Или организацијската поставеност на оделението. Значи, веќе има анализа како оделението, кои се слабостите, кои не се слабостите, кои што треба да се искористи, а не повторно да се враќаме наназад. И мислам дека тука клучно за нас како граѓански сектор може да биде временската рамка, значи да излеземе со препораки што може би е ургентно и треба да оди во првите 3 години, а зашто очигледно нема толку политичка волја и може би треба да го бараме да биде во 5-та година или 6-та година, како некој компромис кој што би можело да биде понуден од нас и затоа мислам дека е од особено значење да се достави на коментари акциските планови кои ќе бидат готови, бидејќи самата стратегија без пропратните акциски планови ќе доведе до ништо, бидејќи знаеме за милион стратегии кои што се донесени, меѓутоа потоа нема акциски планови и нивната реализација не се случува. И нешто што можеби нас не знам, како entry ticket за комуникација со владата, дека сепак Република Македонија беше лидер во регионот кога ја донесе стратегијата. Таа и се уште е лидер, бидејќи донесува втора стратегија, кога многу земји донесуваат прва стратегија. Мислам дека од интерес е на владата да ги инкорпорира овие забелешки за навистина да останеме, да речам, на таа позиција. Благодарам. Значи, се работи за суштински промени, видовте, не да ги потенцираше. Јас се очекувам исто и колегите кои понатамо ќе говорат, практично да се задржат на оние, да дадат светло на оние промени кои се направени, за оние верзии кои ги гледаме и за кои ќе се застапуваме елементите на тие да останат и да бидат присутни во оваа стратегија. Околу застапувачките активности, јас реков ќе го следиме будно процесот. Едно, друго, заклучоците од оваа средба и препораките, како што беше и најавено во поканата за овој настан, ќе ги доставиме и до Генералниот секретаријат, односно оделението, и до Националниот совет за евроинтеграција, кој впрочем на дебатата минатата недела во парламентот и го повика граѓанското општество да даде свој коментар и се разбира на финансиерот на овој проект Европската Унија. Јас во разговор со моите колеги и од оделението и од тимот
за поддршка, реков дури и никој да не побарал од нас. Мислам дека секој од нас кој е вклучен во секторот чувствува одговорност за имањето, односно немањето политичка волја, за именувањето на конкретните мерки и за ние сите во цивилниот сектор точно знаеме која е вредноста од реално издизајнирана стратегија. Ние овдека зборуваме за реално издизајнирана стратегија, нешто што ќе одговара и на она што се капацитети и на она што се очекувања. Стратегијата е сепак документ, наша насока која ќе не води во одреден пат, патот следните 5, односно 6 години. Тука сметаме дека има работи кои можат да бидат унапредени, затоа јас сега ќе ги замалам колегите. Прво ќе ја поканам судија Цаца Николовска да проговори за, имаше таа многу интересен став во парламентот, ми се виде прашање кое е недоволно искоментирано во овој процес и причина повеќе да ја поканиме денес да го каже своето видување и своите препораки. Повелете. Благодарам. Имајќи во предвид да имам само 10 минути, а не сум баш сигурна дека се ќе кажам во овие 10 минути, веднаш ќе почнам со презентирањето на моето гледање. Меѓутоа само да кажам благодарам за поканата и можноста да го изнесам она што мене ми смета во овој документ. Она што многу би сакала да го видам во овој документ е напредокот на полето на соработка на владата со граѓанскиот сектор, имајќи во предвид да овде станува збор за една континуирана акција и за нешто што и порано се дискутирало и се работело. Ке се задржам само на она што сега значат стратешки приоритети и цели по приоритетите, во делот за развиен одржлив граѓански сектор, активно учество, дефинирање политики, закони и европска интеграција, зајак над граѓански активизам и поддршка од заедницата. Што се однесува до развиениот и одржливиот граѓански сектор, не можам многу да видам како тоа ќе се ефектуира и како тоа ќе биде фактички реализирано на полето, имајќи во предвид употребените зборови. Јас овде ретко гледам механизми, јас овде можеби заради тоа што како судија малце попрагматично ги гледам работите и сакам по-конкретни начини на реализирање на ова вака што се зборува. Значи, да се каже дека законот за здруженија и фондации дозволува организациите да се занимаваат директно со дејности со кои што се стекнува добивка, да биде едно од приоритетите или едно од добрите страни, можам да го прифатам. Меѓутоа, она што понатаму во законот стои, да се и она што во документот стои, да се здобијат со статус на организација од јавен интерес. Јас уште во време кога се носеше овој закон, имав проблеми со организациите од јавен интерес, односно со статусот на невладиниот сектор да му се даде статус на јавен интерес, заради тоа што прво сметам дека невладиниот сектор сам по себе е нешто што е од јавен интерес, сам по себе е нешто кое што треба да се промовира и да се поддржува и да се овозможува. Меѓутоа, не наидов на соодветно образложение зошто на ваков начин е регулирано тоа, уште повеќе што и од самиот закон некако ми произлегува, а им беше како цел на донесување на овој закон, во тој дел кажано дека ќе се олеснат многу придобивките од даночните олеснувања, подароците и така натаму. Не го прифаќам тоа, заради тоа што постојат други закони кои што тоа олеснување можат да го направат, а од друга страна, она што највеќе смета е во овој закон е што
давањето на тој статус е под капа на извршната власт. Давањето на целокупните можности понатаму да се работи е нешто кое што сам по себе го доведува интервенирањето во правото на здружување и правото на слобода на изразување. Ние немаме многу време, меѓутоа јас само ги напоменувам како проблем овие работи за кои што сметам дека треба многу да се дискутира и да се види на кој начин тоа може да се подобри. Една од заклучокот од денешната расправа, мислам дека и тоа треба да биде. Во делот за фондациите исто така има проблем. Некој ќе каже, па во моментот државата може би има зошто да го зголемува цензусот при регистрација, при пререгистрација на фондациите од 5.000 на 10.000, меѓутоа прашањето на ретроактивност никој не го издискутира и покрај тоа што јас можам да ви кажам дека само кај мене дојдоа неколку фондации кои што сакале да се регистрираат, односно да се пререгистрираат, имале проблеми, не им е дозволено заради тоа што немале можност да го уплатат новиот износ и во една таква постапка, додека барале начин како да го решат тоа прашање, наишле на ситуација каде што други фондации со таков помал износ успеале да регистрираат или да пререгистрираат својата фондација. Ова значи дека укажува на една неконсистентна примена на истиот закон, или, ако сакате, што е целта на донесување на тој закон, кога во пракса, во реалност, ние имаме друга ситуација. И тоа го отварам како прашање за дискусија. Законот за лустрација, во кој што невладиниот сектор е на некој начин така дотакнат да одредени членови во невладиниот сектор фактички со овој закон, односно со утврдување евентуално на некои факти кои што според субјективниот пристап на членови на комисија може да се доведат во прашање да не можат да функционираат и да вршат активноста во невладиниот сектор. Уште повеќе што има одлука на Уставен суд со која што тоа прашање сега за сега е запрено и во една таква ситуација ние имаме реакција на извршната власт која што вели што сака Уставниот суд нека одлучи, ние ќе најдеме начин законот, ние ќе најдеме начин оваа околност, дали преку друг закон или преку нешто друго, да ја примениме во пракса. Што тоа покажува, ако не покажува ставање повторно на капа врз невладиниот сектор, а овдека зборуваме ние за активно учество во дефинирање на политики, закони и слично. Во исто време законот за дискриминација, кој што многу го елаборираше невладиниот сектор, многу малку од елаборациите влегоа во процедура, многу малку од сите тие укажувања беа внесени и она што повторно ќе биде како проблем, што во суштина невладиниот сектор ќе работи кога стратегијата може да е супер, а фактички на план на реалното работење ние имаме проблем. Законот за волонтерство, пристап до јавните информации, законот за комуникации, се вели да се зајакне граѓанскиот активизам и да има поддршка од заедницата. Ние сме сведоци да во време на стратегијата од 2007 до 2011 сите протести што беа на плоштад фактички на некој начин беа задушувани.
И сега ние во една ваква ситуација зборуваме повторно за стратегија, во која што стратегија нема механизми на кои сите овие работи можат да се ефектуираат и да се применат. Па и ако сакате и сега одредени протести се минизираат, се стишуваат и повторно се доведува во прашање правото на слободата на здружување, слободата на изразување во кое што навистина се интервенира. Да не зборувам за проблемите во медиумската сфера, тамо каде што има уште поголеми проблеми од она што значи дел во слободата на изразување и слободата на здружување. Она што повторно сакам да го напоменам, зашто ми беше кажано дека треба и заклучоци некои да се донесат, значи мораме да најдеме некое решение да оваа стратегија се ефектуира. Од празни зборови мислам дека никој нема да има корист во државата. Благодарам. Благодарам. Многу луѓе се сомневаат дали ќе се држите на 10 минути. Честита. Значи, повторно, уште еднаш судија Цаца, меѓу другите работи, го потенцираше моментот на учеството на невладиниот сектор, односно механизмите на учество и на придонес на граѓанскиот сектор во она што се јавно важни работи. Јас се надевам дека од оваа средба и во текот на овој процес ние сите во зависност од своите интереси ќе си земеме на некој начин домашна задача и ќе продолжиме да ги не само следиме, да го следиме овој процес, туку и да работиме на тоа да навистина искреираме сосема конкретни предлози и да ги понудиме да бидат земени предвид кога ќе се финализира текстот на стратегијата, иако и досега не седевме со скрстени раце, ама можеме уште и убаво е што е тој процес се уште отворен и убаво е што ние сме се уште будни и имаме конкретни сугестии. Благодарам. Сега ќе го поканам Суат, мисиниот Истражувачкиот центар за граѓанско општество, да ги даде своите рефлексии еднакво во максимум 10, а оптимум 7 минути. Повеле, Суат. Благодарам многу. Неколку пати беше кажано и ја во сосема доволна мерка се приклонувам кон ставот дека оваа стратегија, предлог стратегија е занатски гледано релативно добро направена и веројатно е дискутабилно што од она што ние имаме да го кажеме или од она што не мачи воопшто е нешто што треба да биде содржано во стратегијата како документ од тој тип, а што од сето тоа би можело или треба да биде преточено во акционите планови. И за мене лично останува надеж дека доста од работите кои што, еве, ако ништо беше мене ми недостасуваат тука, ќе можеме да ги видиме во акционите планови и дека и изготвувањето на акционите планови ќе биде еден инклузивен процес кој што ќе создаде на крајот квалитет. И сега тргнувајќи од тоа што е за стратегија, што е за акциони планови, јас сепак би сакал само во неколку точки да набројам пар детали кои што велам мене ми недостасуваат во овој документ. Значи, редот на кажување не е по важност, туку само набројувам. Со должно извинување дека можеби нешто сум пропуштил во стратегијата, па ќе кажам нешто што можеби за мене го нема, а уствари некаде е кажано експлицитно или имплицитно. Во стратегијата јас не можев да видам субстанцијален дел во кој што стратегијата и целата, значи, филозофија на односот на државата кон невладиниот сектор комуницира или кореспондира со политичките партии, особено со активните политичари кои што
се во институциите, не само на ниво на запознавање со содржината и филозофијата, туку и со евентуално одредена амбиција да активните политичари на сите нивоа го превземат духот на значи духот кој што провејува во текстот на стратегијата, а тоа е нели соработка, доверба и така натаму, транспарентност и така натаму. Значи во истиот контекст, да речем, мене недостасува едно зборче тука во оваа стратегија. Може би го има, не знам, меѓутоа не успеав да го видам, а тоа е корективната улога на граѓанското општество во смисла на филозофијата на неговото постоење и функционирање. Ова го потенцирам заради едноставниот факт за тоа што токму обидите за функционирање на ниво на корективен механизам на цивилното општество создава анимозитети после кои што ние имаме, значи, проблеми и во комуникацијата, и во односите, и на некои други нивоа секако. Јас лично навистина би сакал тоа да го видам на еден јасно кажан начин. Понатаму мислам дека прашањето со пристапот до информации има еден аспект кој што ми се чини дека не е доволно добра, да речем така, елабориран, иако знам дека постојат обиди, идеи, напори да се изменат некои работи во конкретно законот за информации, меѓутоа зборувајќи во контекст на природата на овој документ и соодветниот вординг во овој контекст, малку ми недостасува оној дел каде што значи треба да се потенцира дека невладините организации, граѓанското општество, значи воопшто, не може да функционираат соодветно и да развиваат квалитетни програми, документи, анализи и се што сакате, без соодветно функционирање на механизмот за пристап до информации. Јас на неколку пати посочував дека некој тоа го обележи како радикално, дека постоечкиот закон, односно постоечкиот механизам како тоа функционира е штетен од аспект на пристап до информации. И велам, мислам дека ова димензија на неопходната потреба на невладините организации да ги развиваат своите програми, анализи, активности и така натаму, од, значи, информациите за тоа што се случува во институциите и за конкретни, значи, работи, податоци, статистики, пари, ако сакате, и така натаму, мислам дека тој дел не е доволно, на тој дел не му е доволно дадена важност. Понатаму во стратегијата, да речем, ми недостасува осврт кон тоа и веројатно можеби во делот на одржливост, настрана идеите или можеби напорите државата да го подпомогне, значи да ја подпомогне одржливоста на невладините организации, че ми недостасува делот околу трошоците со кои што реално сега во овој момент се соочуваат невладините организации. Така да мислам дека тука има многу простор за доработка во тој дел и во однос на некои обврски кои што ги имаат невладините организации. Тоа е прилично строго и рестриктивно и на некој начин невладините Сдруженијата на граѓани се доведени во ситуација да функционираат малтене како фирми. Јас не знам колку е тоа нормално и тука, значи, би го потенцирал оној дел што се чини веќе и го спомнав во собрание, а тоа е дека имам импресија дека се работи за преголема регулација на секторот. Значи, премногу административно, финансиски обврски постојат врз невладините организации. Мислам дека тоа е нешто што би требало да се реобмисли. И конечно, она што ми недостасува е во која мерка оваа стратегија би понудила решенија, ако постојат, во однос на самото учество на Сдруженијата во консултативните процеси. Факт е дека тука има огромен напредок во Република Македонија, меѓутоа, можеби нема да се согласите, мислам дека импактот е повеќе од скромен.
Така што впечатокот кој што се наметнува дека тука само се почитува формата, значи свикувањето на, не знам, консултативни состаноци, учество во заеднички тела и така натаму, и на крајот сето тоа да заврши со воглавном неприфаќање на аргументирани, потенцирам, ставови на здруженија кои ги темелат своите аргументи врз анализи, статистики, пракса и така натаму. Мислам дека тоа е нешто што исто така би требало да се доразработи во стратегијата, затоа што треба да бидете свесни дека тоа ќе заврши на крај и веќе завршува со една фрустрација која што ќе ги обесхрабри здруженијата на граѓани да учествуваат во консултативните процеси. Како што беше потенцирано, значи ние имаме еден куп стратегии во државата кои што се квалитетни, донесени во исто инклузивен процес и така натаму, меѓутоа не функционираат. За промена би ги спомнал само, да речеме, стратегиите за социјална интеграција и стратегијата за инклузија на роми. Значи, кога ќе го видите импактот на тие стратегии на дело, значи, веднаш секако ќе си поставите прашање како оваа стратегија, значи, што ќе биде судбината на оваа стратегија понатаму. Во стратегијата не можам да видам, да речеме, во која мерка ќе се смени праксата на владата, особено во одредени сектори, да го смета и третира цивилниот сектор како субституција на обврските што ги има државата. Без многу ширење, значи земете декадата на ромите, грото од работите што се изведуваат во рамките на декадата на ромите се финансираат од странски институции, донатори и така натаму. Нешто слично се случува и со прашањето околу евроинтеграциите и така натаму, ама тоа е свесен пристап кон работите, значи тоа не е случајно. Јас би сакал лично да го видам тоа да се смени и во смисол на истото, значи реализацијата на стратегијата, односно механизмите кои што би биле евентуално понудени, како таа стратегија реално ќе заживее во вистинскиот живот. Имате примери, да речеме, знаете во која мерка не функционира законот за спонзорства, донации и спонзорства. Знам дека има напори тоа да се смени, но волјата која што тука ја има или ја нема е прилично симптоматична. На крај, чисто како предлог, последна реченица е да се размисли дали кодексот кој што беше донесен треба да се најде начин како тој да се направи или не да се направи правно обврзувачки инструмент. Благодарам. Благодарам. Многу почнав да бендисувам технократски решенија како ова со броечот на времето. Цак, црвено свети, нема веќе. Јас само, мене не ме брои времето. Види, јас со оглед на фактот дека не направи вовет и ги користам приликите пред да ги најавам говорниците да кажам ми се гледам забелешките на СУАТ се токму на линија на она всушност каде беа интервенциите на кои реагиравме и во однос на механизмите, и во однос на транспарентноста, и во однос на учеството, и во однос на одржливоста на секторот и така натаму, така да полека коцкиците ни се спојуваат. Јас благодарам на сите досега за сосема конкретните препораки. Сега ќе го замолам колегата Зоран Цали да ни го насочи вниманието кон она што каде може овој текст на стратегијата да биде унапреден во однос на аспектите на финансиско и деловно работење на невладините организации. Се надам дека ова е тема која не засега сите и гледам тука и Никица и после во дискусијата очекувам да се вклучи и ве повикувам и вие сите кои имате нешто да кажете, да си ги формулирате работите и која ќе имаме дел за дискусија да го дадете својот придонес. Повеле Зоран. Благодарам. Добро, значи моја задача е да нагласам некои домени од правниот, финансискиот и
со најновиот закон за здружени и фондации деловен амбиент за работењето на непрофитни организации. На почеток би се задржал на овој веќе уште и пред да заживее контроверзен дел, би рекол, на Законот за здруженија и фондации, именно статусот од јавен интерес. Како што веќе кажа колешката Цаца, самото, значи, регулирање е поместено во домен на некоја дискреција на владата. Мисля, че нека подобро решение ќе беше да постоеше некоја собраниска комисија која ќе одлучува за тоа. Комисијава е или е сега формирана или уште не е формирана. Најавите беа во текот на март, иако веќе година дена е од крајниот рок за примена на законот. Така да тоа е прво што го спомнувам како домен каде има простор за интервенции, тоа доста простор. Второто што би го нагласил е доменот на пратечките закони на овој закон за здружени и фондации. Пратечки закони се Законот за сметководство на невладините, Законот за спонзорство и донации, законите за даноци, ДДВ, враќање на ДДВ-то и така. Состојбата е дека се тие или не постојат, или се постојат, ама не се разработени, така да создаваат повеќе проблеми отколку бенефит за непрофитните организации. Па би илустрирал дека, например, во Законот за сметководство имаме некои неконзистентни стандарди за книжење, неконзистентни со националните и со меѓународните стандарди. Например, модифицирано признавање на расходи и приходи, што ќе рече ниту е на готовинска основа, ниту е па на основа на фактурирана реализација, значи малку со македонскиве термини Кубурев велат фактурирана и наплатена реализација се тие. Па онда до 30 дена се толерира фактурирана реализација, а после мора да се префрли на наплатена и тоа само создава компликации. Исто така воведена е ревалоризација, значи само за непрофитните организации, ревалоризација на основните средства. Тоа е надминат принцип кој веќе не се користи ни во домашни, ни во меѓународни рамки. Не знам која е смислата, а од друга страна не е регулирано она што во новиот закон експлицитно се овозможува стопанска дејност заради стекнување на приход кој понатаму ќе се користи во основната дејност. Познато ми е дека постоја некои иницијативи да сметководството на невладините се дизајнира така да ги препознава и да ги двои основната непрофитна дејност и дејноста со која се стекнува доход. Се разбира, во доменот каде што се стекнува доход мора се почитува и принципот на конкурентност, значи да не се создават бенефици за непрофитните организации кои ќе конкурираат на нормалниот стопански сектор, но тоа застана во некои фиоки, веројатно во Министерството за финансии пред неколку години и не е помрднато, веројатно би било корисно да се направи. Домените кои регулираат донации, особено странски донации. Странските донации се еден вид извоз без никакви направени трошоци. Сега, на тој извоз, на тие донирани пари, државата сака да се накачи со разноразни даноци, што до некаде е спречено
од страна на странските донатори, значи постои данокот, постои регулатива за враќање на данокот на додадена вредност, каде што постојат договори со странските донатори. За овој механизам постојат два начини за реализација, без некаква видлива причина. Пред околу година дена едниот механизам кој беше поприфатлив за имплементација, значи данокот да се плати па потоа се бара негово враќање, беше укинат и сега се бара данокот да го плаќа добавувачот, така да се отежнува целата работа и веројатно позадината на тоа е да што повеќе ДДВ сепак се плати на државата. Законот за спонзорства и донации исто така предизвикува конфузија. Например, кога поднесуваме завршна сметка, па тука поднесуваме образец за непризнаени расходи, што исто е една оригинална креација. Тој образец е предвиден за стопански субјекти и таму вели, ако сте дале донации над 5% од вкупниот промет, треба да си платите данок на добивка. Едно ирационално е самиот термин данок на добивка за непрофитните. Друго, нашата дејност е можеби 80% донации. Значи, ние на 70% од тие дадени донации требаше 10% данок да платиме. А парите дошле од странство, подарени се, мислам, сосем ирационално. И еве само да напомнам уште неколку домени каде што е дефинитивно потребна рационализација. Например, законот за спречување на перење на пари би требало да се прилагоди според големината на организација, според кадровската опременост. Навистина не е можно вие да доделите у една мала организација од тројца луѓе, сега да имате човек кој ќе надгледува дали се парите наменети за тероризам и како тоа ќе го прави, мислам, има простор сигурно за подобрување. Волонтерите исто, спомнато е губењето статус на волонтер у оној тренд на што поголемо наводно намалување на невработеноста, па се гледа секој начин сега да се некој избрише од списокот, па ако е некој волонтер, ако добил во рамки на законот за волонтерство компензација, има шанси го избришат од списокот на невработени и да ги изгуби своите социјални надоместоци и права. И уште еден домен само да спомнам, во стратегијата се спомнува социјалното предприемништво, тоа е исто една голема област за работа, значи тоа е област каде организации вршат одредена функција, не остваруваат профит, не се дели профит, но во секој случај дел од социјална грижа, од обврски кои инаку би паднале на грбот на државата, ги превземаат, така да е вредно да му се посвети внимание. Еве, толку мислам дека сум окей, 10 Да, окей си, сега на сите ни се важни нели финансиските аспекти, ама секогаш некако тешко ни оди вниманието. Како и да е, спомна некои од работите кои на почетокот беа вклучени во првиот текст, понатаму беа потргнати. Се надеваме дека ќе од овој собир ќе формулираме сосема конкретни препораки за тоа што треба да се направи и за да се на некој начин продолжи со имплементацијата на оние стратегии, во случајов мислам точно и на стратегијата и на законот за волонтерство, не само на нив, и на другите сродни закони кои ги уредуваат другите работи каде што е засегнат цивилниот сектор, да може да работиме и делуваме во
околина која во која ќе можеме да дадеме максимум и се разбира да придонесеме кон она што е развој. Со она што и Суат го наведе со лимитирачката или ограничувачката средина и регулатива, тука нема да имаме можност ниту за креација, ниту за придонес. Јас верувам дека ќе дефинираме препораки кои ќе бидат во формат да бидат прифатени од адресантите, но оние на кои ќе бидат адресирани. Продолжуваме понатаму, значи од целата, би рекла, од целиот тој пазл. Еден важен дел и колешките и Тања Хафнер, Адеми и Лидија и во други прилики сега на таа дискусија во парламентот инсистира и мислам дека и сега ќе имаат прилика да кажат сосема конкретно што е она што нас тасува и без кое не се може, и исто во оваа стратегија, која ќе повтораме, се однесува на еден многу исклучителен, важен период. Јас најпрво ќе поканам Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование. Повели Лидија. Имаш... Добро. Се обидувам да следам и меѓутоа ќе ми простите. Вака. Јас да си менјам слайдови или ти ќе ми кажеш? Јас ќе си ги менјам. Ти сакаш да менјаш. Мене мама ме учеше што може сама, не чекај друг. Значи вака, јас и во собранието споменав, мене ми фали европската агенда во целата приказна. И значи мене ми фали европската агенда секаде, ама овде конкретно во стратегијата мислам дека може да биде малку појасно изразена. Зашто конкретно зборувам? Ќе бидам малку појасна. Европската унија ги планира парите во 7-годишни рамки. Овие се сите 7-годишни рамки. Зашто се потребни парите? Нема да навлегувам која рамка зашто е. Само ќе ве потсетам на 4-та рамка што е сега, откаде што сега се трошат парите, тоа е со фокус на одржлив развој, конкурентност заради создавање нови работни места. Ама следните 7 години, од 2014 до 2020, е со фокус на овие 3 работи. Смарт, одржлив и инклузивен раст. Значи, целиот буџет на Европска унија ќе биде ставен за исполнување на овие 3 работи, 3 цели на Европска унија. Сега Европска унија немаш да биде Европска унија ако при тоа не развиеше индикатори, значи како ќе го мери успехот. Она што нас не фали и во стратегијата, камо ни индикатори. Ако ние дефиниравме индикатори во стратегијата, можеби владата немаше толку лесно да ги тргнува сите овие работи, ако знаеше дека треба да испорача нешто. Значи, има во акцијските планови, само не сме ги видели. Значи ги нема. На жими мајка нема. Значи, кои се индикаторите се за Европска унија, нема да додам во детали, само сакам да ги видите. Значи, тие се 3 нивоа каде што ќе бидат парите скроени, некако. Првото е во паметен раст, овде ќе се финансира во економија базирана на знаење и иновации. Второто ти е на одржливиот раст, каде што ќе се инвестира во позелена, поконкурентна, ресурно поефикасна економија. И третото е инклузивниот раст, економија со повисока вработена социјална и територијална кохезија. А тоа фактички ќе се спроведе преку 7 иницијативи. Тие ги викат flagship initiatives, и тие иницијативи според тие 3 цели изгледаат вака. Првата е иновации. Веќе постои стратегијата на Innovation Union. Втората е образование. Значи Youth on the Move ке се вика. Третата е дигиталното општество, Digital Agenda for Europe. И во втората цел од име на одржлив раст има клима, енергија и мобилност или Resource Efficiency Europe. Петата е конкурентност, an Industrial Policy for Globalization Era. И третата во инклузивната раст имаме вработување и вештини, односно an Agenda for New Skills and Jobs и борба против сиромаштво European Platform Against Poverty.
Значи, во овие 7 flagship initiatives ќе ги абсорбираат сите средства за следните 7 години во рамките на Европска Унија. И еве ги индикаторите. Значи, што они ќе постигнат? Во паметен раст, они сакаат да постигнат 3% инвестиции во истражување и во развој, бруто домашен производ од Европска Унија се зборуваме, понатаму сакаат да постигнат 75% вработеност на лица од 20 до 64 години, сега во моментот е 69%. Во делот на одржлив раствој имате 20-20-20, значи намалување на 20% емисии, зголемување на 20% обновливи извори, зголемување на 20% енергетска ефикасност, и тоа споредбата е со 1990. Во третиот дел инклузивен раст има намалување на осипувањето на учениците, значи не треба да се сведе да биде повеќе од 10%, а сега е 15%. Вика, најмалку 40% од младите на возраст од 30 до 40 години да завршат трет степен на образование, и петто, вика, за 25% помалку сиромаштија, тоа значи дека 20 милиони луѓе помалку ќе бидат сиромашни во Европска Унија. Значи, ние треба да дефинираме вакви индикатори. И сега пред другото да кажам зошто мислам дека ништо нема да направиме од стратегијата, кој јасно и децидно не стои дека мора да има фонд за институционална поддршка на невладините организации во контекст на европската интеграција на Република Македонија. Тоа го кажувам од неколку причини. Прво, затоа што веќе новата ИПА е изготвена, нацрт верзија е поминуван из процес на консултации на ниво на Европска Унија, меѓутоа таму веќе се надзираат како ќе бидат парите спакувани и особено како ќе бидат спакувани за државите кандидатки. Има подобрување, јас извадив само неколку работи од регулативата што мислам дека се клучни. Вика, future pre-accession assistance needs to be more strategic, значи во споредба со оваа ИПА, постратегиска, efficient and better targeted than has been in the case so far. Значи, замислете, они признаваат дека грешеле. Значи, ако нашите влади никад не признале ништо дека сгрешиле, ама овие признаваат. Вика, aiming for more sustainable results in improving the readiness of these countries for membership. И понатаму, во еден друг дел, вика, it will also be devoted to strengthening research and innovation capacity. Значи, сакала владата или не, парите идни од Европска Унија ќе бидат за innovation and research. Значи, тука, значи, ако знаеш дека од сега, таму ќе, што е логично поради Европа 2020. Понатаму вика, as well as information communication technologies, значи знаеме ИКТ, значи информативно-комуникацијските технологии, which in turn will facilitate realization of the Innovation Union, underpin the other European 2020 strategy objectives. Значи, од сега знаеме дека парите ќе бидат за она што ви споменав, ги споменав претходно за Европа 2020. Тогаш, ако е тоа така и ако со новите измени се случува нешто друго, според ова агенда, има две битни работи што вика. Вика, when preparing, implementing and monitoring assistance under this regulation, the Commission shall in principle act in partnership with the beneficiary countries. И понатаму продолжува. The partnership shall involve as appropriate competent national, regional and local authorities, economic and social partners, civil society. Значи, civil society е вклучен. Со други зборови, владите сакале или не, нас, Европска комисија, Европска Унија ќе не игра. Тие можат само да го прифатат тој факт, ако им требаат европските пари, ако навистина имаат европска агенда. И понатаму, ова мислам дека е клучно, вика дека the sector-based approach could translate into lower number of projects, contracts, thus reducing administrative burden related to project contract management. Мислам дека ова е клучното. Значи, Европска Унија сега со дизајнирањето на овој нов инструмент сака да има помалку проекти. Помалку проекти, знаете што значи тоа? Тоа значи дека ние никогаш пари нема да видиме како невладини организации, ако при тоа државата не направи нешто за нас да не оспособи, за да почнеме да испорачуваме она што од нас го очекува општеството. Во крајна линија она што и владата треба да го очекува од нас. Значи, ова се аргументи за кои што мислам дека мора подитно да се направи тој фонд за
кофинансирање, односно за институционална поддршка и за кофинансирање на активностите. Има и друга работа зашто мислам дека тој фонд треба да се направи. Тоа е затоа што мислам дека владата се уште не сваќа дека европските фондови можат да бидат и извор за нови вработувања во државата. Ако вие имате во делот на community programs, например, кај програмите на заедницата, имате неколку програми што обезбедуваат институционална поддршка. Ево, земете култура, или земете ги во прогрес. Ви дават 3 до 5 годишни грантови, институционални грантови. Во Европа за граѓаните исто. Значи, институционални грантови значи дека ви дават, тоа не се програмски. Тоа е за вие како институција да растете. И тие грантови се од 300.000 евра па нагоре. Сега, правило во Европска Унија, не само во Европска Унија, секаде во финансиско управување, е дека вие треба да докажете дека имате финансиски капацитет за да можат да ви дадат толку пари. И правилото е многу едноставно, 1:3. Со други зборови, не барај од мене 100.000 евра, ако не ми докажеш дека лани си сработил 3 пати по толку. Кај сме ние? Колкави ни се буџетите, мислам дека самата стратегија ни кажува. Значи, ние немаме теоретски шанси да допреме до овие пари. Освен ако владата не свати дека ова стратешки може ние да се престроиме и на тој начин со овие институционални грантови да го зголемуваме вработувањето во државата. И мислам дека тоа е основното стратешко. Парите што државата од преку овој фонд ќе ви ги даде за институционална поддршка, не значи дека ви ги подарува. Затоа што може да ви врзат основни услови со кои што вие како организација треба да ги испорачате. Благодарам. Толку? Толку. Ова станува интересно и Лидија да се упреш на 10. Благодарам, Лидија. Имаш уште? Немаш. Тоа е супер. Мониторот е супер. Да?